Годината е 2010. Резолуцијата е со број 64292. Генералното собрание на Обединетите нации за прв пат ќе препознае ново човеково право. Правото на пристап до чиста и безбедна вода за пиење и санитарии. Но вода нема за сите. Повеќе од 1 милиарда луѓе на планетата немаат пристап до чиста вода. Во Македонија, за среќа, природата била повеќе од дарежлива. Но таму каде што некој гледа ретки природни убавини и право на живот, други гледаат пари. За 15 години е приклучена, не сме едну годину имале вода. Пуштиво го кад се гласа, па кад се гласа. Луѓето негодуваат затоа што имаат вода која што е неквалитетна за пиење и бактериолошки хемиски загадена. Жителите од Кратовско Трново останаа без вода, откако јавно пред камерите на А1 проговорија за проблемите во опустошениот град, што со децении во свој раце го држи коалициониот партнер на Груевски Љубисав Иванов Дзинго. Во Кратово има 3 водоводни мрежи. Првата е подарок од Кралството Југославија, изградена е во 1933-та. Втората и третата ја градат самите жители со своји пари или популарно со самопридонес. Водоводот е јавен се до 2000 година, кога без најава, без јавна расправа и тендер, Кратовската вода преку ног се приватизира. Идејата ја спроведува градоначалникот Стојан Миланов. Тој е и сопартиец и баџанак на Љубисав Иванов Дзинго, сопственикот на единствениот приватен водовод во државата. Градската вода бесплатно и без да мора да плаќа надомест, ќе му се даде на Силекс комуналец цели 8 години. Последниот пат кога за ова се проговори јавно, се тужаа десетици новинари, општински советници, телевизии, политичари. Соочени со моќен противник со значајни ресурси, како негледаната телевизија, полека сите замолчуваа. И така 15 години. Резултатот – со граѓани заложници на трговијата со влијание и неказнивоста, кои денеска се борат за своето право на вода. Макар и на пазар да се пожалиш, може да завршиш со исклучена вода. Проблемите се бројни, или нема вода, или тече валкана, или е неисправна. Покрај државата, тој најверојатно и единствениот работодавец во Кратово. А тоа е државата. Ако зустреш твоето семејство, може и да нема избор, освен да се исели. Стотици фамилии беа буквално иселени со помош на оние локални банди контролирани од Иванов Дзинго. Ке следат деценијски долги поплаки на граѓаните. Повеќе месеци во годината немаат вода. Кога ја имаат, често е валкана и неисправна. А оние кои се жалат или имаат конфликт со семејството Иванови, веднаш се исклучуваат од мрежата. Во 2008 истекува првата концесија на Силекс комуналец. Баџанокот повеќе не е градоначалник. Кратово го води социјалистот Мите Андоновски. Овој пат ќе има отворен надпревар. Ке се пријават 3 фирми, сите 3 од империјата на Љубисав Иванов Дзинго, Силпен, Силком и Добра вода. И сите 3 во собственост на АД Силекс, фирма контролирана од Иванов Дзинго и неговиот син Горан. Од 15 советници, речиси половина ќе бидат против доделување на концесија на Силком, а од останатата половина, дури петорица работат кај Дзинго. Советниците од опозицијата бараат нивно изземање. Судирот на интерес е очигледен, но тоа нема да се одобри од претседателот на Советот. Ќе поминат 8 години без никогаш да се спомене овој проблем. На изборите во 2016-та, на жителите на Кратово им беше дадено ветување, кој ќе ги охрабри да проговорат. Само дел од парите, кои што отидоа во приватниот джеп на Љубисав Иванов Дзинго, во Кратово можеше да се реши и проблемот со водата за пиење. Новата демократска влада, предводена од СДСМ, ветува дека ќе го реши проблемот со вода за пиење во Кратово и Кратовско. СДСМ ќе победи, ќе следува и гранде прослава на победата на Дзинго во Кратово, се до следната година, до локалните избори во октомври. Ви гарантирам дека Дзинго веќе го бара телефонот на Заев. Бастионот на Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго на овие локални избори довербата ја додели на кандидатот од СДСМ. Кратово за прв пат доби градоначалник кој не доаѓа од партијата на Љубисав Иванов Дзинго. Но во реалноста, овде не дојдоа промени. А Дзинго е се уште посилен од основното право на пристап до чиста вода. Водоводот и покрај сите ветувања уште управува од фирмата Силком, фирма керка на АД Силекс, но тоа е и фирма која само во минатата деценија ќе земе повеќе од 100 милиони евра во државни тендери. Овие тендери ќе ги следат сериозни обвинувања и истраги за корупција. Политички е моќен и добро поврзан. Тој е еден од малкумината кој од пеколната транзиција во 90-тите излезе како победник.
Почнува со приватизацијата на гигантско-рударскиот геолошки комбинат Силекс. Владее со уцени и притисоци и полека, но сигурно стекнува собственост на повеќе од 80% од целата кратовска економија. Денес тој не е само господар во Кратово, туку немокниот човек во земјата. За да разбереме како системот го дозволил ова во Кратово, треба да се вратиме назад во минатото на Љубисав Иванов Дзинго. Човекот од едно мало кратовско село, кој израсна во невлијателниот и немокниот бизнисмен, чие што име отвара железни порти. Малкумина знаат дека тој е дел од оние кои што во раните 90-ти гледаат со скепса кон независната македонска држава, а неговите идеологии се вртат кон Белград. Не е тешко, другари, ние да се раздружуваме. Меѓутоа, со кого ќе се здружиме? Младоста ја минува во Србија, каде што студира рударство и геологија. Првата работа што ја добива по дипломирањето е директор на Силекс, мокен и профитен државен комбинат. Во 80-тите и пратеник во Сојузното собрание во Белград. Таму гради влијателни политички конекции со личноста, која подоцна ќе стане позната како најголемиот балкански диктатор, Слободан Милошевиќ. Ако трнете да ја истражувате бизнес империјата која што ја создаде овој човек, тогаш почнете од Сител телевизија. Ова е неговиот најважен ресурс и секој дел од неговата бизнес империја гравитира околу телевизијата. На градскиот стадион безброј е центарот на мрежа од компании. Тука се и седиштата на неговите најголеми и незначајни бизниси. Банки, рудници, маркети, медиуми, земјоделие, водоводни мрежи, инвестиции. Во секоја власт тоа е коалиционен партнер. И во секоја власт редовно добива едно важно министерство. Повеќе од 100 милиони тендери од државно спонзорирани сделки, десетици милиони од владени реклами, уште стотици од бизнисот со ископи руди. Секоја скапа сделка е државно спонзорирана. Во неговиот скут седеле буквално сите. Така Иванов кокетира со моќта. Во последната влада на СДСМ, Љубисав Иванов Дзинго за прв пат не влезе внатре. Но дали навистина е така? Граѓаните на Кратово ја губат вербата во институциите. А во меѓувреме, Љубисав Иванов Дзинго и неговото семејство и фирми се стекнуваат со уште поголема моќ и уште повеќе ресурси. Новата власт не само што не го реши проблемот со водата за пиење, туку минатата година државата на Иванов Дзинго му ја продаде и пречистителната станица. За ова има истрага, но на незиниот исход долго се чека. Ти си ист, хајде биди социјалист, визионер, космополит, мисионер, човек хуманист. Биди ти, хајде биди социјалист.